Болни, изнемоштени, позитивни на коронавирус, лица во изолација, затвореници и жители на старски домови. Денеска го остваруваат своето гласачко право во вториот круг од локалните избори. 5588 граѓани се пријавиле како болни или немојкни да гласаат, а членовите од избирачките одбори во тие општини согласно изборниот законник ги посетуваат во нивните домови, како би го оствариле правото на глас. Екипата на Алфа посети избирачки места во општина Кисела Вода, откако членовите на избирачкиот одбор го примија избирачкиот материјал, извршија проверка и излегоа на терен. И во претходниот круг и во сегашниот круг што ќе тече денеска и утре, имаме исти број на лица, 3 изнемоштени лица, кои претходниот пат гласа успешно. Процедурата си иде според правилниците на ДИК. Во посебни пликови се поставуваат избирачките ливчиња. На секој од гласачите им се дава пликото, се вади, се заокружува, процедурата се запазува, се враќа во пликот, потоа се става, се залепува и се става во гласачката кутија. Во вториот круг право на глас имаат и 376 лица позитивни на коронавирус, 1409 затвореници, а 266 гласачи се пријавени во установите за вонсебено згрижување. Од Државната изборна комисија велат дека гласањето се одвива без проблеми и пропусти. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори во државата ќе го спроведат гласањето и на лица кои се болни или немокни или се во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известување со соодветна документација. Како лица кои се во домашен карантин или на кои им е определена мерка самоизолација поради COVID-19, во своите домови ќе гласаат 376 лица. Ова гласање ќе го спроведат посебни избирачки одбори составени од медицински персонал и лица номинирани од политичките партии. Во вториот круг ќе се бираат градоначалници на 44 општини и на град Скопје, а право на глас имаат 1.353.990 граѓани. Утре во 7 часот наутро ќе се отворат 2481 избирачко место. Од Државната изборна комисија уверуваат дека нема да се повторат проблемите со фингерпринт уредите, а на располагање ќе бидат над 400 лица за техничка поддршка, кои ќе може да излезат на терен доколку некаде постои технички проблем.